Добро вечер. Дневник во 20 часот на регионалната К1 телевизија. По кратките најави кои го одбележаа денешниот ден започнуваме веднаш. Останете со нас. Индустријската зона Мамутчево голем потенцијал за голем економски развој на Велес. Македонија го достигна најниското ниво на невработеност. Новите законски решенија поздравени од лозарите. Индустријската зона Мамутчево со површина од 42 хектари, поделена во 3 парцели е голем економски потенцијал за Велес. Од оваа индустријска зона се очекува да се креираат нови работни места, што пак ќе придонесе за намалување на стапката на невработеност. Индустријската зона Мамутчево голем економски потенцијал за Велес. Ова е констатација од денешната посета на градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев и пратеникот Илија Димовски. Површината од 42 хектари поделена во 3 парцели предвидува изградба на лесна незагадувачка индустрија. Очекувањата од оваа индустријска зона се креирање на нови работни места, а со тоа и намалување на стапката на невработеност. Нас целта ни е што е можно побрзо да обезбедиме инвестиции, да обезбедиме отварање на нови фабрики, да обезбедиме отварање на нови работни места. На крај така и ја разбираме политиката, без разлика на тоа кој како се однесува спрема овие проекти. Нас целта ни е тоа, да ја намалиме до возможни граници невработеноста во Велес. Локалната самоуправа има писмо со намера за инвестирање на еден странски инвеститор, но по презентацијата на зоната пред домашните бизнисмени, градоначалникот Чадиев денес открива дека уште еден инвеститор пројавил интерес. Веќе во текот на деновиве дојде и нов заинтересиран инвеститор, кој што вчера беше со службите на општина на лице место, се покажа заинтересираност и чекаме да завршат сите процедури за да можеме да веќе објавиме повик за неколку парцели тука. Брзината на автопатот, железничката пруга и гасоводот кој треба да биде оддалечен на околу 20 километри, ја прават оваа зона поатрактивна од останатите во Велес. Во четвртото тромесечие од изминатата година, стапката на невработеност бележи намалување за 0,9%, според последните податоци на Државниот завод за статистика. 24,6% се должат на активните мерки за вработување, со тоа до работно место дошле над 14.000 лица. Намалување за 0,9% бележи статистиката на невработеност во четвртото тримесечие од минатата година, покажуваат последните податоци на Државниот завод за статистика. Ниските 24,6% се должат на активните мерки за вработување, преку истите до работно место дошле над 14.000 лица. Според структурата на вработените, компаниите со помош на активните мерки најмногу вработуваат млади лица на возраст од 16 до 35 години. Се повеќе се вработуваат и млади лица до 29 години. Компаниите исто така имаат интерес и за постари и поискусни работници од над 50 години. На пазарот на труд се бара речиси секое занимање. Моментално се отворени речиси 9.000 слободни работни места, покажуваат податоците на Агенцијата за вработување на Република Македонија. Досега Агенцијата за катастар на Република Македонија изработиле 5164 бесплатни геодетски елаборати. Право за овие бесплатни елаборати за легализација на дивоизградени објекти имаат социјалните категории, односно лицата со ниски примања. 5164 бесплатни геодетски елаборати во изминатиот период изработиле одделенијата за катастар во Република Македонија. Право на изработка на бесплатен елаборат за легализација на дивоизградени објекти од страна на оваа институција имаат семејствата кои се во социјален ризик, а чии домови се уште се во оградби. За да се излезе во пресрет на оваа група на граѓани, катастарските одделенија се екипира,
но велат дека пожелно е да не се чека последниот рок за поднесување на барањата. Агенцијата за катастар на недвижности продолжува со бесплатно изготвување на геодетски елаборати за легализација на бесправно изградени објекти за приматели на социјална помош, приматели на постојана парична помош и лица со ниски приходи. Значи, апелирам до граѓаните на овој регион да достават до катастарот барања за бесплатно изготвување на геодетски елаборати, значи за легализација на бесправно изградени објекти. Според првичните пресметки на ниво на држава, околу 20.000 социјално необезбедени лица ќе може да искористат оваа владина мерка за добивање на бесплатен документ кој е клучен во процесот на легализација на дивоизградените објекти. Процесот на легализација започна да се реализира во 2011 година, а рокот за доставување на барања за легализација истекува овој месец. Лидерот на лозарите Љупчо Аризанов вели дека лозарите од Иквешијата се задоволни од одлуката во рок од 3 месеци или најдоцна до 31 јануари од купувачите на винариите да го исплатат долгот кон лозарите за предаденото грозје. Тој порача дека во наредниот период ќе настојуваат исплатата на грозјето да биде што е можно побрза. Лозарите од Тиквешијата се задоволни од одлуката во рок од 3 месеци или најдоцна до 31 јануари од купувачите или винариите да го исплатат долгот кон лозарите за предаденото грозје. Председателот на регионалниот сојуз на лозари Агротиквешија Љупчо Аризанов вели дека винариите мора да го почитуваат трудот на лозарите. Тоа треба винарските визби да се подигаат кредит и истите да си го платат родот на грозјето во рок од 30 дена, после откупот, извршениот откуп. Сметам дека тоа оправдување кое што они го барат до сега и го бара фактички, не можат земјоделците било кој да се, дали лозари, а се однесува и за самите градинари. Исплатата на грозјето од минатата реколта се уште е во тек, а досега се исплатени околу 50% од откупеното грозје. Сметам дека работата не е во ред. Има луѓе кои што се уште динар не зеле. Апсолутно некоректно од страна на винарските визби, поради тоа што истите луѓе удржаваат фамилии дома. Мислам дека и во тек е веќе и сезоната која што започнува со работа, кроење, еве прскање, зимско па пролетно прскање, така да мислам дека ова не е во ред од страна на винарските визби кои што до сега не исплатили ни денар. Лидерот на лозарите порача дека во наредниот период ќе настојуваат исплатата на грозјето да биде што е можно побрза. Се поголема е заинтересираноста за младите во земјоделието со програмата од ИПА 5 компонентата, која што овозможува со минимално национално конфинансирање од 25%, каде половина од овие средства ги обезбедува Европската Унија, а другата половина од страна на инвеститорот, односно некое земјоделско стопанство. Програмата од ИПА 5 компонентата која е наменета за развој на земјоделието, предпристапната помош која што овозможува со минимално национално кофинансирање од 25%, каде половина од средствата ги обезбедува Европската Унија, а половина од страна на инвеститорот, односно некое земјоделско стопанство, се позастапени кај земјоделците. Во таа насока, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство организира низ активности. Во делот на она што значи обука, информирање, доближување на тие мерки и можности кои што ги нуди ИПАР програмата, и во следниот период исто така имаме проекти кои што ќе значат обука на дополнителен број на агроинженери и консултанти кои што ќе можат да ги подготвуваат апликациите на сите заинтересирани земјоделци. Ако на самиот почеток субвенциите беа стимул да започне некој невработен да се занимава со земјоделство, сега ИПАР програмата привлекува големо внимание кај младите земјоделци. Со ова земјоделството станува значајна гранка и примарна дејност во Македонија. Општинската организација на Црвен крст Велес во соработка со Институтот за трансфузиона медицина започнаа со традиционалните пролетни акции за доброволно дарување на крв во средните училишта. Хуманоста на дело први ја покажаа учениците од средното стручно училиште Коле Неделковски. Започнаа пролетните крводарителски акции во средните училишта во Велес. Хуманоста на дело
Први ја покажаа учениците од средното стручно училиште Коле Неделковски. Дел од нив за прв пат даруваат крв, но има и ученици кои веќе биле дел од вакви хумани акции. Повтор пат. Што за тоа представува дарувањето? Хуманост. Хуманост представува за мене. Во пролетната акција за крводарување, освен учениците, свој придонес даваат и професорите, сметаат дека со нивната одлука се позитивен пример за младите. Дарувањето на крв е една хумана акција и дејност за која што мислам дека треба секој да даде крв, да самиот да дојде, да се пријави во Центарот за трансфузиологија и да ја даде оваа драгоцена течност со која што ќе спаси животи. Медицинскиот тим од Институтот за трансфузиона медицина изрази задоволство за интересот кај учениците и професорите. Од утрово од 9 часот сме во училиштето Коле Неделковски. До сега имаме околу 20 ученици и дел од вработените. Задоволни сме. Редовно сме тука, во Велес исто одзивот е многу голем. Често сме во Велес. Пролетните крводарителски акции во идниот период ќе се спроведат и во останатите средни училишта во Велес. Истите се во организација и на Општинскиот Црвен крст. Локалната библиотека Гоце Делчев и клубот на писатели Коста Солев Рацин по повод празникот на мајката распишаа литературен конкурс на тема мајка. Учениците од основните училишта твореа на оваа тема, а организаторите задоволни од пристигнатите творби на учениците, но и од развојот на поетската мисла. Најдобрите ученици беа наградени во библиотеката Гоце Делчев. Инспирирани од празникот на мајката, учениците од основните училишта од Велес твореа и пишуваа на тема мајка. Поетската дарба која ја поседуваат овие деца, изразена во нивните дела, ја оценуваше 4 члена комисија, а најдобрите творби беа наградени. Организаторите задоволни од одзивот на учениците, но и од развојот на поетската мисла. Имаше испратено околу 100 творби на тема мајка, од кои поетски и прозни текстови имаше. Жири комисијата во состав Игор Крајчев како директор на библиотеката, јас како председател на клубот на писатели Коста Солев Рацин и две поетеси Ирена Христова и Гордана Николовска. Поради големата конкуренција и одличниот квалитет на творбите, жири комисијата ја имаше најтешката работа за да го направат вистинскиот избор и да ги одберат најдобрите ученици. Навистина имавме голем проблем, дури малку можам да слободно да кажам дека и закаснивме со изборот, затоа што тешко беше да се одлучи и да се издвои. Не можевме да доделиме повеќе награди, ограничени сме секогаш, сите знаете, со финансиски средства за доделување на наградите. Ирена Христова, нашата поетеса, која беше член на жири комисијата, донираше своји книги како награди на учесниците на овој конкурс. Преку вакви конкурси се открива талентот и се раѓа љубовта кон книгата и пишаниот збор, а наградите се само поттик и мотивација за понатамошно творење и пишување на различни теми. Европскиот парламент во Страсбур ќе расправа за напредокот на Република Македонија за 2015 година, а од 2017 година стапуваат на сила бесплатните лазерски корекции на видот за студентите, бесплатни леки за средношколците и студенти од 16 до 26 години. Следуваат вестите од Македонија. Европскиот парламент во Страсбур ќе расправа за напредокот на Република Македонија за 2015 со 42 гласа за и 9 против. Комисијата за надворешни работи на Европскиот парламент минатиот понеделник ја усвои резолуцијата во која известувачот Иво Вајгл предлага до Европскиот совет отварање на преговори за членство во Европската унија. Ова ќе биде 7-ма последователна препорака Република Македонија од Европскиот парламент до Европскиот совет за отпочнување преговори со Република Македонија. За резолуцијата на Европскиот парламент ќе треба да се гласа утре и таа се однесува на извештајот за напредок на Република Македонија во евроинтеграциите, што пред крајот на минатата година го поднесе Европската комисија. Во резолуцијата има условена препорака за преговори која зависи од успешно завршување на политичката криза со успешно организирани избори на 5 јуни.
Бесплатни ласерски корекции за видот на студентите, бесплатни леки за средношколците и студентите од 16 до 26 години. Ова се само дел од новите 6 мерки што Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН ги презентираше. Со овие мерки бенефити имаат и спортистите и професионалните музичари. Лекарските прегледи за млади репрезентативци кои досега беа на нивни товар, со новата мерка ќе бидат бесплатни. И професионалните музичари добија субвенции. Проектот за финансиска помош за купување на музички инструмент е уште еден од проектите наменети за млади. Младите задоволни од новите 6 мерки кои ќе придонесат за нивна подобра иднина. Со новите 6 последниот период владеачката партија промовираше вкупно 40 мерки за млади, а дел од нив веќе се реализираат. Резултатите од вчерашните прелиминарни избори на двете партии кои се спроведоа во неколку американски сојузни држави ги донесоа Доналд Трамп и Хилари Клинтон се поблиску до целта. Турција и Грција со заеднички став околу правната рамка во борба против илегалната имиграција. Ова е светот денеска. Доналд Трамп и Хилари Клинтон се поблиску до остварувањето на целта, укажуваат вчерашните резултати од прелиминарните избори на двете партии, кои се спроведоа во неколку американски сојузни држави. Трамп од редовите на републиканците победи во Мичиген, Мисисипи и на Хаваите, а пораз забележа во Ајдахо. Марко Рубио од републиканците доживеа најтежок удар на вчерашните избори, кој во Мисисипи и Мичиген се пласираше дури на 4-то место. Кај демократите, водечкиот претендент за председателската номинација Клинтон успеа да забележи сигурна победа во Мисисипи. Со ова дополнително ја зголеми својата предност во бројот на освоените делегати за Демократската национална конвенција. Демократот Берни Сандерс славеше победа во Мичиген. Турција и Грција со заеднички став околу правната рамка во борба против илегалната имиграција. Ова денес го изјави турскиот премиер Ахмет Давутоглу на заедничка пресконференција со неговиот грчки колега Алексис Ципрас, потенцирајќи дека двете земји се согласни за потребата од поделба на товарот во врска со бегалската криза. Ова е заеднички одговор на сите кои се држат до ставот дека двете земји би требало да се борат сами со кризата, беше нагласено на пресконференцијата. Давутоглу истакна дека нацрт договорот меѓу Турција и Унијата има за цел да ја обесхрабри илегалната миграција. Со овој договор нема да бидат запрени сириските бегалци кои легитимно бараат свое засолниште во Европа. Караванот на првакот во автомобилизам Игор Стефановски идже продолжува утре и во Велес. Шкендија по денешната победа против Младост Царевдвор со освоени 2 гола се врати на негативата од 5 бода во однос на лидерот Вардар. Двократниот европски првак во автомобилизам Игор Стефановски идже продолжува со кампањата под мотото Шампионот обединува насмевка, живот и едукација. Шампионот ќе ги советува и едуцира младите велешани за поголема безбедност во сообраќајот, а воедно и за тоа колку е важно истите да се насочат и да го изберат вистинскиот пат, односно спортот. Истреност, храброст и труд, но пред се фер плей, како во сообраќајот, така и во спортот, е она на кое што инсистира шампионот. За почист воздух во Велес, Игор Стефановски идже е планирано да наседи садници и со тоа да даде позитивен пример на младите велешани. По ова, присутните ќе можат да се дружат со шампионот и да се фотографираат, да пробаат да возат на виртуални стимулатори од Академијата на Стефановски. Досега караванот на идже беше во Охрид, Кавадарци, Росуман, Прилеп и Битола. Инаку караванот е закажан за утре во 12 часот во спортската сала Гимиџи. Шкендија се врати на негативата од 5 бода во однос на лидерот и шампион Вардар,
по денешната победа во преиграниот меч против Младост Царев двор, кој го добија на теренот во Велес пред празните трибини со 2:0. Шкендија доби втора шанса да не ја загуби битката за титулата пред време. Бесарт Ибраими жуниор во Велес ја обезбедија третата пролетна победа во првата лига. Шкендија со 14-тата победа сезонава сега има 47 бода, 5 помалку од Вардар, додека Младост Царев двор останаа предпоследни со 16 бода. Во следното коло викендов тетовци гостуваат кај последниот Металург, додека царевите го пречекуваат шампионот Вардар. Со победи на домашен терен Реал Мадрид и Волсбург се обезбедија пласман во понатамошното надпреварување од фудбалската лига на шампиони. Со головите на Роналдо и Родригес, Реал ја зголеми предноста од предходното соочување со Рома, кое заврши со идентичен резултат или 2:0 во корист на кралевите. Франческо Тоти го доби најголемото внимание на мечот, откако со овации беше поздравен од навивачите на Реал, бидејќи надпреварот е најверојатно последен за него во Лигата на шампиони по најавите за негово пензионирање на крајот на сезоната. Волсбург пак минимално славеше на домашен терен против Гент, па со вкупни 4:2 продолжува во четвртфиналето. Денеска на програмата се уште 2/8 на финални пресметки од Лигата на шампиони. Челси го пречекува тимот на ПСЖ, а Зенит игра против Бенфика. ПСЖ и Бенфика ќе играат на гостински терен со остварена предност од претходните дуели. По победата над Голден Стейт, Лос Анджелес Лейкерс продолжија со победничко темпо и против Орландо Меджик, откако нокеска на домашен терен ги совладаа со 107-98. Дианджело Расел беше расположен за игра и постигна 27 поени, додека кај гостите најефикасен беше Оладипо со 26 поени. Демјан Лилард го предводеше Портланд до победа со 41 постигнат поен и 11 асистенции за триумф над Вашингтон со 116-109. Сан Антонио пак забележа нова победа и тоа на гостувањето кај Минесота со 116-91. Торонто го совлада Бруклин со 104-99, Денвер беше подобар од Њујорк со 110-94, како и Атланта, која на гости ја совлада Јута со конечни 84-91. Денес имавме претежно облачно време со локални врнежи од дожд. Јутре не очекува слично време со температура од 6 до 12 степени. Еве ги деталите. Тука е крајот на дневникот. Имајте пријатна вечер. Пријатно.